Добро, господине Дуковски, што се случи горе во обвинителството со вашиот клиент, удавно амбулантно возило? Па што се случи? Непријатна сцена се случи со она што се случува последните 40-50 дена, односно од кога е притворен. Почна да повраќа и колабираше и не беше контактибилен одредено време. И сега е донесена, дојде брза помош и однесена на понатамошна инвестигација во, не знам во која клиничка болница, дали беше 8 септември или не знам. Иако има мислење од клиниката за торакална хирургија дека е неопходна хоспитализација заради целокупната здравствена состојба. Прилично непријатна сцена, која што нема никаква врска со правото и тоа е што се Има ли случи. сигнал од обвинителството дека може би размислуваат да побарат погледане дека да он поради израсената се? Ма не сум ни јас во состојба сега да зборам, стварно непријатни сцени се тоа. Второ, обвинителството како и јас не сме лекари, но она што го видовме не беше воопшто пријатно, така да секој човек заслужува и тоа е уставно гарантирано начело право на живот. Сега јас сметам дека секому мора да се даде адекватна медицинска нега, независно дали и што стори. Кривична или било каква постапка една работа, правото на живот и на здравје е друга работа. Не случајно е сега однесен хитно во болница и не случајно до сега најмалце 20 пати бил на субспецијалистички прегледи, има мислење дека е неопходна хоспитализација. Па ќе видиме. Толку можам за сега да ви кажам, а понатаму ќе ви известам. Не, воопшто, јас кога дојдев, он веќе повраќаше во ВЦ, воопшто не искасни нешто, повраќаше масивно во ВЦ-то, беше една грда сцена, потоа дали изгуби свест, дали едноставно не беше контактибилен. Не беше контактибилен ни со мене, ни со лекарите. Многу грда сцена која што е прилично мачна. Толку би можел да ја кажам. Благодарам.